Она што денеска сакав да го зборувам, ствари името му го даде, името на проповедта го даде Никола. Подобро да се сплечи отколку да се лечи, заради тоа што Јубаво лежи. Знаете, кога ќе се постави на интернет потоа и кога ќе погледнат луѓе, ако пишуваше прво црквена дисциплина, штом чуеме дисциплина, одма бегаме од тоа и никој да слуша, сакаме да го тргнеме вака малку поинтересно ќе биде. Како и да е. Интересно е дека ние во Македонија сме си познати, барем меѓу нас, и знаеме дека ние сме си општествени луѓе. Во која смисла? Ги знаеме комшиите, знаеме кој живее за нас, знаеме кој ќе прашаш чи си бе синко, од кај си, што си ќе го најдеш кој и да е. Знам дека се менува, знам дека и кај нас не е веќе толку како што беше, ама ќе се седите сите барем ево тука што сте вака малку моја возраст, помлади и така натаму, дека комшиите знае кој чие дете е. Секој во комшија знаеше кој чие дете е, кога ќе те виде ако правиш белја дури нешто, ќе те кажам на татко ти. Ќе те кажам на мајка ти, ни беше страв. Зашто? Ти знаеш дека стварно ќе го направи тоа, ќе отиде и ќе му каже на татко ти или на мајка ти и ќе си имаш проблем. И тоа чувство на заедништво, тоа чувство на општество беше многу битно заради тоа што од него доаѓаше едно чувство на единство. Во која смисла? Си викаш, сите сме во исти кош. Вистина дека сега се променија времењата. На времето пред 20-30 години, каже, че сите беве тука некаде. И на ниво и по стандарди, по живење, по одење на одмор, кој кај ќе оде и така натаму. Више, мање сите знаевме кај сме, шо сме. Имаше едно чувство на тоа единство, дека сме тука заедно, дека заедно сме во сето тоа. Што и да се случи, варно, лошо? Таму бевме. Сега, црквата е многу често слика на општеството. Не често туку е така. Некој дури рекол дека ако сакаш да го видиш како е општеството, влези во црква. Веќе тие две работи одат некако заедно, да ние го пресликуваме општеството, за жал, во црквата и во она што се случува кај нас. Сега, сето тоа, ако е црквата слика на општеството, а луѓето кај нас паркираат кој кај стигне, и никој не ги казнува, и гледате како се врви на црвено, и гледате колку многу се краде и се прават проблеми и тешкоти во општеството и никој не реагира, за жал изгледа дека тоа некој пати се провлекува и кај нас. Не мора да бидат големите греови, големите проблеми. Ама мора да дискутираме за дисциплина. Заради тоа што, ако ја погледнете Библијата, целата црква е вклучена во процесот на осветување на членовите. Осветување не во смисла на одмазда на членовите, да им се одмазди, туку во смисла на живење и растење во светоста. Што ја викаме тука. Значи, кога ние сме во црква, и кога ќе видиме дека јас или ти или било кој прави нешто што не треба, го забележуваме. Замижуваме, не реагираме на тоа, ние всушност што правиме? Го успоруваме процесот на осветување на членството, не им даваме на луѓето можност да растат во својата вера и едноставно им ги скратуваме благословите што Бог може да им ги даде, ако ние на време не реагираме и всушност дисциплинираме. Значи, кога ќе кажеме дисциплина, знам дека одма на негативното. Знам дека првото е негативно. Леле, казна. Дисциплината во Библијата, како што е прикажана во основа, е да ни помогне да растеме и да стануваме послични на Христос. И ако тоа е дисциплината, тогаш ајде да видиме кој е одговорен за нејзино спроведување. А тоа ќе биде, пак ќе речеме, целата црква. И кога зборуваме за дисциплина, можеме да зборуваме за две вида на дисциплина за која сакам да ја спомнам. Таа е она превентивната, формативна дисциплина, што ја нарекуваме. Ова не е мој термин, овој си е стандарден. Или втората е корективна, или ние што ви кажале обновителна дисциплина, ако сакате. Што значи тоа? Тоа значи дека пак подобро да се спречи отколку да се лечи. Ако го научиш дете дека не е добро да бутне шајка во утикач, си спречил несреќа. Така. Ако си го научил некој дека треба се грижи за своето тело, дали е злоупотреба на алкохол, цигари, дрога, за било што да биде, ако си го научил, си направил превенција. Ако си го научил човек да прочитува црвено светло, си го научил да не загине на црвено светло. Значи дисциплината, превентивната дисциплина ни помага да не се најдеме во проблем. Корективната, она обновителна, ако сакате, треба да не врати назад, кај што треба да бидеме. Сега прашањето е зошто сметаме дека дисциплината е нешто лошо? Оти како и да завртиш, кога ќе речеме треба да се дисциплинира овој, ние веднаш викаме леле нешто лошо ќе му се случи, ќе јаде ќотек. Тоа е првата наша реакција. Нели? И јас мислам дека е затоа што ние за дисциплината ја сведуваме само на корективна. Кога ќе направи некој белја, да го поправиме во тоа. Наместо да ја сватиме начин
Накој човекот ќе се најде во ситуација каде што помалку ќе греши, што посличен ќе биде на Христос и така на тој начин ќе исполни Божјата волја, ќе ги добие сите благослови што Господ сака да му ги даде. Кој ќе ти рече лекар изгуби 2-3 кила, полесно ќе ти биде за здравието, тоа е корективна дисциплина. Ти вика нешто правиш лошо, поправи се од овде. Кога ќе ти рече направи ова или он лекарот, ти викаш, нема проблем, и не го правиш, сам себе си правиш штета, не го добиваш оно што можеш максимално да го добиеш. Па да видиме формативната дисциплина право. Да почнеме од неа, од оној делот што ни е по-лесен да кажем. Има една дефиниција ќе ја најдете која вика дека формативна дисциплина се однесува на таква дисциплина која директно произведува духовни квалитети во животите на Божјиот народ. Ваква дисциплина е редовно читање на Библијата. Едно нешто ќе ја спомнам сега Турција, кога бе во таа првата црква што ја покажав сликата таму, дел од богослужбата беше учење на стих на памет. Целата црква, сите што беа таму, учеа стих на памет. 5 или 6 минути, како што го правиме тоа со децата. Зошто? Нека го науча. Тоа е формативна дисциплина. И вика, земи дома, седни, читай Библија. Имај си тивко време. Формативна дисциплина. Така ли? Нешто многу убаво. Што ни фали? Да развие позитивни духовни квалитети во животите на Божиот народ. Многу убава, важна работа. Знаете во поговорките 27:17 што вика? Железо остри. И човек го изострува погледот непријателот свој. Или во некои други преводи вика, еден со друг се оштриме да бидеме што поефективни во тоа што го правиме. Значи, кога се поучуваме, кога нешто не ми е јасно, и ќе седнам со некој разговарам како да се однесувам во животот. Како да направам нешто во животот. Бараме, и јас барам луѓе не попаметни, поискусни од мене и така натаму. Ние може да се научиме од деца. Не мора да се научиме од најмудрите, најгениалните луѓе во светот. Ама тоа е формативна дисциплина. Учиме нешто што ќе ни остане, што може да не тера понатаму. Формативната дисциплина секој пат и произведува ред во црквата. Знаете зошто? Бидејќи таа дисциплина ни кажува што се прави во црквата. Стани, седни, не е важно. Ајде, тоа не е кој знае колку. Дали правиме муабет додека говорникот зборува? Не. Зошто? Како на училиште, што ви вика? Се сеќавате што вика? Кога јас зборувам, вика наставникот, вие што правите? Ќутите. Ако сакаш да зборуваш, што треба да направиш? Дигни рака. Никој не дошол во црква научен. Некој го научил како се однесуваме. Можда од гледање, можда од нешто друго. Сега, ако нови луѓе не гледаат како се однесуваме и учат лоши навики, што кажува тоа за нас? Знаете, ако човек може дома да има продолжен кабел што му трае 30 години, а во црква трае 2 месеци, што кажува тоа? Чисто како прашање. Негде таа формативна дисциплина не сме ја направили. Да го светаме ова место за свое, например. Дека ова е место кое сакаме да ни остане како што треба. Ова е местото заради кое даваме десеток, заради кое си ги даваме парите во црква, бидејќи сакаме да го одржуваме, сакаме да имаме место во кое ќе се собереме и ќе служиме на Господа. Како го правиме тоа? Ние мора да објасниме. Како даваме за Господа? Фрламе во воздух, го палиме некако, што правиме? Даваме доброволен прилог. А ако не зборуваме за тие работи, луѓето нема да знаат кога го правиме тоа што го сакаме. И на исти начин. Мора да се поучува, мора да се кажува. Зборувам само за позитивни работи, за ништо лошо не зборувам. И оваа формативна дисциплина ви е како во домот што воспитуваме деца. Нели, кога дојдат гости дома, малечки додека се деца, за големи веќе не зборувам. Ке седнат на маса, доаѓаат гости, што им викаме? Чекај, не трчај, не грабај, не прави, така ли? Ги учиме. Зошто? Кога ќе ги земеме со нас на гости на друго место да отидеме, викаме да не се срамиме. Може би тој таму што е на тоа место домакинот нема ништо да ти каже, ама ќе помисли. Добро си знаеме после. Си викаш кога ќе заминам сега кога ќе отвори уста, што се случувало тука. Формативната дисциплина ни зборува и во 1 Коринтијаните 14:40 апостолот Павле вика се да се врши како што прилега и уредно. Тоа зборчето е неизбришано од копи-пейст. Или во Колосјаните 2:5 вика нешто многу интересно. Како и ако сум одсутен од телото, со духот сум при вас, радувајќи се и гледајќи го, вика што? Вашиот ред и вашата тврда вера во Христос. Знаете што значи ова? Тој што ја води црквата, старешините што ја водат црквата, луѓето кои водат детска работа или било што во црквата, и да ги има и да ги нема црквата треба да продолжи како да се таму.
Црквата не треба да каже, да беше тој тука ред да направи. Дека ако такво нешто се прави, ние немаме ред. Редот треба да е нешто што од мене и од тебе произлегува. Таа дисциплина, зборуваме по самата црква. Дисциплината не е да ти се јавам под... Ми се случи, бев еднаш во една црква, во која еден од големите гревови е користењето кофеин. Нема да кажем кој. И знам дека таму личноста со која бев во црквата, зема чашка нешто пиеш, и првата реакција на еден од раководителите во црква беше, што пиеш? Нема као каже, кафе да го поправи, не е за пиење кафе. Чај, супер. Да не е црн, не, одлично. Не зборуваме за таква дисциплина. Зборуваме за нешто дека, она што го викаме на улица, ако видиш лист хартија на улица, земи сам, дигни го, фрли го во ѓубре. Ако видиш дека нешто не чини во црквата, направи го, не чекај, кој ќе го заврши ова нешто? Па кој треба да го заврши, па како ќе го заврши и така натака. Вика, радувајќи се, гледајќи го вашиот ред и вашата тврда вера во Христос. Формативната дисциплина носи многу убава средена црква. И не е важно кој прв ќе отвори врата, не е важно кој ќе влезе човек, кого ќе го начека, ќе види нешто убаво. И ќе рече, со вас е Господ. Според 1 Коринтијаните 14 глава таму. А не да рече, што е ова распашена команда тука. Не се знае кој пие, кој плаке, што викаат. Овде. Сега, ајде да се вратиме на дисциплина за која стално ни е страв да зборуваме. Обновливата дисциплина, за која често сакаме да бегаме, се стреми одново да го доведе верникот до вистинско духовно здравје. Тука не зборуваме сега за тоа со која лажица и со која вилушка се јаде кога ги седнете на маса. Зборуваме за растеж во христијанскиот живот. За дисциплина како христијани. Целта на дисциплината е да го обнови и да го доведе верникот до вистинско духовно здравје. Ова, памтете го, бидејќи ни е многу битна работа. Ова е онаа корективна дисциплина што ја нарекуваме, заради тоа што таа дисциплина ја применуваме кога некој не греши, туку кога некој упорно греши. И сакам ова да го објаснам малку повеќе и знам дека заради ова може да добијам многу и дебати и дискусии, слободно може да дискутираме. Правилниот став кон црковната дисциплина според мене е следниот. Прво, мора да признаеме дека секој од нас греши секој ден. Во ред? То тука е како аксиома. Ние си грешиме секој ден. Како грешиме секој ден? Па, прво, правиме нешто што не треба да ги правиме, што знаеме дека не треба да ги направиме. Вториот начин на кој грешиме, не правиме нешта што треба да ги направиме. Знаеш дека треба нешто, а не го правиш, и тоа е греф. Значи, овие двете страни, и тие што треба да ги правиме и не ги правиме, и овие обратните, двете заедно се греф. Тука. Сега, ако ние сакаме да дисциплинираме, тогаш мора да знаеме што ние всушност дисциплинираме. Бидејќи ако не го знаеме тоа, ќе влеземе во еден малечок, сериозен проблем. Ево, не е малечок, голем. Малечок, сериозен, не е голем, сериозен проблем. Во која смисла? Во смисла дека, ако ние речеме дека ние поправаме или ние всушност дисциплинираме за гревови, тоаш кажете ми кај ќе повлечеме линија. Сакам да ви го објаснам малку попосе, сега за сега. Значи, ај вака да кажеме, ако треба да ги дисциплинираме верните само затоа што сме дознале оти направиле грев, тогаш сите сме под корективна дисциплина цело време. В која смисла? Значи, ако ние видиме дека некој направил белја, украл пари, и кога ќе го видиме, викаме, сега треба да дисциплинираме. Боред, што правиме со гревовите што не ги гледаме? Што правиме со мојот и твојот грев, што секој ден ги правиме, кои никој не ги гледа? Треба ли да се дисциплинираат или не? Кога е црквата одговорна да направи или да води или да прави дисциплина? Или со нашки речено, кај ја повлекуваме таа линија? Во која смисла? Сме го фатиле некој дека краде. Викаме, ова е крадец, ќе го казниме. Ќе оди под црквена дисциплина, ќе разговара со старешини, не знам си како. А што правиме со тој што оговара? Него ќе прескочиме, оти нас не заболе? Каде ќе повлечеме таа работа? Зошто да го казниме некој што украл пари од црквата, например, а не да го казниме некој што лажа? Каде е разликата? Пак ќе се вратам на тоа, ние не зборуваме. И сега, сакам ова да го рачистам поинаку. Црковната дисциплина во принцип не е суд.
Кој кажам суд, мислам на суд, државен суд. Океј? На суд кој ќе отидете, на самиот судија, не го интересира него кој си, шо си, каков си. Таму вика за овој прекршок следи таа казна. Тоа е начинот на кој работи судот, најнормалниот суд. Ако направиш тоа, ти следи тоа. Ако често пати си го повторил делото, ти следи поголема, повисока или послаба казна седна. Но судот функционира на тој начин. Има книга, има кривичен закон се вика и по него се оди и сите тие ствари ги тера. Ама црковното старешинство не смее да функционира како судија. Црковната дисциплина не е судска дисциплина, туку треба да функционира како лекар. Бидејќи, имајте на ум реков, секој од нас постојано греши. Само некои гревови ќе ги видиме, некои гревови нема да ги видиме или нема да се видат. Значи, правилниот став кон црковната дисциплина или кога се прилага црковна дисциплина или кога сакаме да дисциплинираме како верни е овој. Дали некој упорно продолжува да греши и не се кае за гревот? Тука доаѓаме до начинот на кој треба да ги решиме овие ствари. Значи, дали имаме некој кој упорно продолжува, викаше, бе човече, те фативме, украде. Извини. Добро. Следниот пат го фаќа, бе човече, ти украде. Извини. Викаш, не може извини, сега веќе треба да застанеме, да разговараме за дисциплина. Кога некој упорно прави, бидејќи, пак ќе се вратиме, ако идејата на дисциплината не е да бидеме судии, туку доктори, целта на дисциплината ќе биде да излечи, а не да казни. Ние немаме црковна дисциплина, не треба да имаме христијанска црковна дисциплина која ќе биде уствари казнив закон. Ние викаме, целта на ова што го правиме е да го обновиме човекот да се врати назад во верата. Еден филм кој многу ме импресионираше, кој цело време сум го спомнувал, можеби ќе се сетите, е еден од раните филмови на Стивен Спилберг. Можеби сте го знаели. Бојата на пурпурот, Color Purple се вика. Еден многу интересен филм таму ставен на југот во Америка, во оној Bible Belt што го викаат, нели, кај што ние многуте цркви таму, каде што млада девојка, керка на пастор, всушност заминува од дома. Гледајте го филмот, најдете го имате. Ќе го најдете филмот. Заминува и си оди. Едноставно родителите ја откачуваат во стилот, она е зафрлај. Никој пати не била за црква. Нема да ви го раскажем филмот. Ќе се вратите назад, но точно објаснува баш за ова. Дисциплината не значи да губиеш човек. Има една изрека, сте ја чуле сигурно, вика, црквата е единствената организација која ги убива своите ранети. Целта на црковната дисциплина не е да го дотепаш тој што сгрешил. Целта е да го вратиш назад во заеднички, вистински, правилен однос со Господ. Обновливата дисциплина практикува љубов, а не казна. Да, ќе има нешто што ќе се случи, ќе зборуваме за тоа, ама не ни е целта да те видам како патиш. Да те заболи. Да те заболи, да, ама за да те врати. Како што лекар вика, ќе те боли се ако ќе те сушиеме, ама ако не те сушиеме, ќе искрбариш. За тоа правиме муавет. Дисциплината која тежна е да го обнови грешникот, јас ќе речем една од Божите алатки за осветување на неговите верници. Тоа е начинот на кој Господ сака да реагира. И стрикно ако зборуваме, може да зборуваме за два вида на дисциплина која треба да обнови. Имаме приватен и јавен укор. Се сеќавате во школа што беше укор? Укор беше, ова ти е прв пат, ова ти е втор пат, како викае таму. Ако ти се случи нешто, оди си. Апостолот Павле вика во Тит 2:15, ова зборува и советувај и изобличувај со полна власт. Никој да не те презира. Поентата овде е дека не е важно дали е некој од нас млад или стар. Толку или онолку години во црква. Ако гледам дека некој греши, ќе отидам кај него и ќе разговарам приватно и вика, советувај, изобличувај, разговарај. Направи го разговорот со таа личност. Така стои тука. И многу во кажем. Во Тит пак 3 глава 10 и 11 стих, апостол вика, бегај од човек еретик. Забележете, се зборува за еден човек верник. Тит, кој всушност чак дури пастор во црква овде во овој случај. Бегај од човек еретик. Откако еднаш и по втор пат го советуваш, знаејќи дека таков човек се изопачил, греши и дека се осудил самиот себе си. Ама ова е приватен укор. Одиш, разговараш и викаш на овој човек,
Што да му правам? Овој свесно решил да продолжи да си оди по тој пат, јас немам што да направам. Ова беше приватното. Седам, разговарам со него. Ќе видиме после малку повеќе пошироко како оди. Ама јавен укор е секој пати кога гревот на верникот е јавен или ќе стане јавен. Двајца млади живеат заедно, спијат заедно, знаат дека е против Божјата волја и одеднаш вика додавме, сгрешивме. Што сгрешиме? Бременност. И сега ние може да кјутиме да покриваме, ама после 5-6 месеци ќе се види. Нема криење. Тоа е реалност. И црквата што ќе направи тогаш? Не лажевте? Или на самиот почеток ќе рече ова не е во ред, барете прошка од Господа, ќе кажеме пред целата црква да знае. Зошто? Да не биде, знаевте вие за оваа работа? Пуштите ли мовете и шуши-муши, имате сериозен проблем. Јавен греф е кога некој го фатиле дека направил белја, се знае дека ќе отиде во затвор, не може да го скриеш. Кога ќе го снема, ќе прашаш кај е? Нема кажеш на одморе 5 години. Мора да кажеш дека некаде отишол. И тоа е оној јавен укор. Дури исто така, ние често пати зборуваме, знаете, за исклучување. Ама малку да се вратам назад за ова. За гревот кој ќе стане јавен. Многу е важно црквата да знае што се случува. Многу е важно старешините, сите во црквата, ако забележат нешто, да пренесат сите да се најасно што се случува, за да нема оговарање. Оговарањето не е дисциплинирање. Оговарањето не е помагање. Помагање е кој ќе се соочи со реалност и ќе кажеш таму има грев. Соочи го човекот. Ќе видиме после од Матеј како тоа оди. Некои спомнуваат за исклучување од црквата. Кога вика да се практикува? Знаете, секоја црква различно ќе си го направи тоа. Има причини зошто, нема да навлегувам тоа, ама апостол Павле зборува за таков тип на дисциплина, ама сакам кога ќе очитаме текстот сега да забележите во кој случај се случува тоа. Или што се случува, подобро да кажеме. Прво Коринќаните 5 глава 11 до 13 стих. Но сега ви пишувам да не се дружите со оној кој наречувајќи се брат, ова е до цела црква, само пазете. Не е веќе до индивидуалец, до цела црква. Кој наречувајќи се брат си останува блудник, или користолюбец, или идолопоклоник, или хулник, или пијаница, или грабач, со таков дури и да не јадете. Зашто моја работа ли е да ги судам надворешните? Не ли ги судите вие внатрешните? Надворешните пак ќе ги суди Бог. А вие изфрлете го лошиот помеѓу вас. Или лошото помеѓу вас. Интересно е ова. Ова не е за човек кој дошол во црква и викаме ти си бре грешник човек, оди си од тука. Не. Ова е за оној што се нарекува брат. Ова е за оној што вика јас сум брат во Господ Исус Христос. Јас сум покајан, обратен, новороден човек. И за кој Павле вика тука продолжува блудник, користолюбец, идолопоклоник, хулник, пијаница, грабач. И вика за таков, кажете му ти не си брат. Како ќе му кажеме со зборови? Ти не си брат. Вакво однесување не може да биде братско. Ова се однесува, значи, само за тие кои тврдат дека се верни христијани, а живеат во грев. Ние не зборуваме за луѓе кои не се обратени, кои доаѓаат во црква, кои редовно се тука. Може да имаат и страшен грешен живот. Дај Боже да дојдат во црква. Подобро да дојдат тука отколку на друго место. Подобро и да знаеме за гревот и да го осудиме и да разговараме за тоа. И да се молиме Господ да им го смени срцето. Ама кога некој вика јас сум брат, а греши и живее во грев, ако молчиме, имаме сериозен проблем, кој како рак полека ќе се расшири. Човекот кој требаше да проповеда следната недела тука во нашата црква, нема да дојде, заради тоа што завчера ја диагностицира жена му дека има рак на дојка. Сега оваа среда наредната, вика има магнетна резонанца, средата наредната веднаш после тоа вика лекарот ни рече мора итно да оперираме доека е малечко, доека е ситно да може да го решиме час поскоро. Не остава, нека се реши. Ќе го оставиме, нека тлее. За 1-2 години може да ќе биде, сега имам работа, треба да проповедам во црквата во Скопје. Не. Нема да се случи тоа. Ние не можеме да гледаме дека има грев, кој не јаде, и да се кјутиме, и да си молчиме, и да си го тераме. Така. Повторно. Една многу важна работа. Кој ќе ти дојде човек и ти рече, кој ти дал тебе право да судиш? Особено за црквена дисциплина. Кој ви дал вас право таму старешин или кој ви дал вас право како црква вие да судите? Реакцијата на ова е следното. Прво,
Имаме право да, не право да судиме, имаме право да изкажеме суд заради тоа што така стои во Библијата. Ако пишува не лажи, а човек лаже, тој не греши против мене, греши против Бог. И Бог вика, вака ќе постапите со него. А каже, не сведочи лажно, така рекол Бог. Човекот прво греши против него, после греши против мене. И јас имам две алтернативи, да исполнам Божјата волја, да му кажам дека греши. Тоа не е суд. Го кажам според Бог, според неговата волја ова не чини. Или да не исполнам Божјата волја и да го оставам да си греши. И да бидам соучесник во неговите гревови на крајот. Тие не се алтернативите. Можеме вака или онака. Повторно да се вратам на ова. Ние не ги дисциплинираме луѓето затоа што сгрешиле, туку затоа што упорно продолжуваат да живеат во грев. Никој не те фрла во затвор за првото поминување на црвено светло. Ама ако 20 пати ти се појави, кога тогаш ќе направиш бели и ќе завршиш во затвор. И ќе че за едно црвено ме пуштил таму. Не за едно црвено, затоа што си загрозил нечи живот од другата страна. Тука. Павле не вика, штом некој сгрешил, избркајте го од црквата. Штом некој направи белја, избркајте го. Штом некој похвалил на Господ, избркајте го веднаш. Чекај. Павле вика, јас не зборувам за тие што се од надвор, луѓе уште не обратени што дошле во црквата. Тие ќе си имаат проблеми. Ние зборувам за тие што се внатре во црквата, што мора да си одат. Затоа апостолот Павле вика, не фрлете го секој што сгреши, туку таквиот кој не се кае и не престанува да греши, бидејќи ние всушност дисциплинираме заради животниот стил. Пак ќе ви повторам, блудник, користолюбец, идолопоклоник, хулител, пијаница, грабач. Тоа е животен стил. Тој живее така и вика, јас сум брат и сестра во Господ. Не ќе може да биде така. Тоа не може. Значи, затоа апостолот Петар вика како послушни чеда, во прва глава 14 до 16 стих, не постапувајте според порадинешните наши похоти, кога бевте во незнаење, но по примерот на светецот кој ве повика и вие самите бидете светци во сите ваши постапки, од ти е напишано. Што? Бидете свети од јас сум свет. Ние тежнееме кон светост, ние тежнееме кон црковна дисциплина, бидејќи Бог е дисциплиниран и свет. Не оти сакаме да казнуваме. Ова не е леле со цел, во 2 чекав да има кој да казна. Не е тоа така. Сакаме да го вратиме човекот во ова, кај Господ. Дури и најстрогата дисциплинска мерка во црквата, каде што ќе читаме сега текстот од апостол Павле, има цел обновување на грешниот човек. Во 1 Коринтијаните 5 глава, пак од 1 до 5 стих. Видете апостол Павле што пишува. Вели, од секаде се слуша дека кај вас има блудство и тоа, забележете, од секаде се слуша. Народот од надвор, луѓето веќе зборуваат, врапчињата знаат дека нешто има проблем во црквата, а црквата око не и трепка. Од секаде се слуша дека кај вас има блудство и тоа какво блудство, за какво не се зборува дури ни при незнаборците. Односно дека некој спие со таткова жена, а вие уште се гордеете. Вика, наместо да плачете. Зашто се гордеат? Затоа што ништо не прават, се кјудат, арно ние супер. Нека се исфрли од вашата средина оној што го направил тоа дело. Јас пак, иако со телото не сум при вас, а само со духот веќе го осудив, како да сум меѓу вас оној што го направил тоа. Во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете вие и мојот дух, со силата на нашиот Господ Исус Христос, да го предадете на сатаната за мачење на неговото телото, духот негов да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос. Ама знаете, ова е многу страшна работа. Овика, тргнете го на страна, не се дружете со него, баталете го, оставете го. Ама мене црквата ми помага. Црквата ја нема веќе за тебе. Црквата е за тебе заклучена. Зошто? Да му текне оти му треба. Да му текне дека таков како што е, не може да се врати назад. Ама истовремено пак апостол Павле вика, штом човек се покае, вика, тогаш враќате се назад. Во 2 Коринќаните 2 глава 5 до 8 стих и 10 и 11 вика, ако ли пак некој ме ожалости, тоа не ме ожалостил мене, а до некаде да не претерам сите вас. Доволна казна е за таков од мнозинството. Така што за вас е подобро да му простите и да го утешите за да не пропадне од преголема жалост. И затоа ве молам кон него да покажете љубов. Ако му вие ќе му простите за нешто и нему ќе му простам и јас. Оти јас, ако сум простил некому нешто, сум му простил поради вас во името на Исуса Христа, за да не земе сатаната прединство над нас, бидејќи неговите замисли ни се известни. Што е поентата тука? Целата црква пак има улога во дисциплинирањето. И тој што греши мора да добие јасна порака од сите во црквата. И за дисциплината, и за обновувањето.
кога е проблемот дисциплината, вика, тргнете го тој на страна, предадете му го, вика, на сатаната. Со други зборови, што вика? Он нема место помеѓу вас. Не ние ќе правиме никој ритуал, па ќе му го предаваме на сатаната, не знам што ќе жртвуваме. Поентата е, вика, доста беше. Вие му викате, ти не си дел од оваа црква. Ти не си дел од ова општество. Ама јас сум. Не, ти не си дел од ова. След дека живееш во грев, след дека ова не се поправи, ти не си дел од ова општество. Ова е многу тешко. Заради тоа што ние сакаме да зборуваме со тој човек, сакаме да продолжиме да имаме врски, поентата не човеков да не загине. Човекот треба да осети дека некој му рекол доста е. Вакво однесување не се толерира. Ако има покаяние, ќе правиме муабет тука. Црквата, пораката мора да му биде многу јасна на човекот. Сите овие што се тука, што ја донеле дисциплинската мерка, ќе се држат до неа. Не е поента, јас ќе си најдам некој во црквата, па со него шушу и мушу ќе правам, да бе, во право си, па не мораше толку да те казна, па даде, па кој се па ти да те казна тебе, па кој им дал право и така натаму. Тоа не смее да се случи. Треба да свати дека целото општество го трга на страна. Вика, не, овде нема. Тоа ги е. Пораката мора да биде многу јасна. Сега, она што се случува стално и што никој не ќе јавно да зборува е следното. Ќе фатите човек во црква кој греши, ќе му кажете многу јасно дека греши и му викате извини, дека ова не го решиш, не те сакам тука, и тој ќе отиде во другата црква. Во друга деноминација. Човекот има право да го направи, тоа јас не можам да го спречам. Ама јас сериозно имам против што таа другата страна го прифаќа како маченик, на кој треба да му се укаже чест и слава, кутриот таму го малтретирале во една црква, дај сега ние ќе го прифатиме, златниот човек, ајде да го собереме тука. Зашто плюс една овчичка во црква ќе седи? И после тоа за неколку месеци или години кога и таму ќе направи проблем, ќе ти рече, мене ми се случи, зашто не ми кажавте? Па затоа што не прашавте. Затоа што сте го прифатиле човеков, како да е светија од тука излегол од проклета црква и отишол во некоја друга таму, као леле кутриот некел таму да страда со сите грешници, па дошол тука кај вас и вие сте посветата црква. Извинете вака што зборам, но тоа е реалноста кај не. Затоа имате шетачи по црквите. Кај што ќе им го прават кефот, ако секоја црква застане и каже зашто те избрка од таму? Ако некој се јави да праша, кажи ми зашто го избркавте тој од кај вас? И ти му кажеш заради 1, 2, 3 и 4, тогаш он си има одговорност што ќе прави. Повторно ќе речам, целта наша ни е да бидеме брзи, да простиме и да обновиме. Ама ние не можеме да простиме и да обновиме ако човекот се замени и отиде на друго место. А ние нема да го задржуваме, нити ќе им кажеме на другите што да прават. Поентата е, мора да најдеме начин, ова што апостолот го вика во 2 Коринќаните 2:8, ве молам кон него да покажете љубов. Кога јас се бунам, или кога моите деца беа мали, кога мојот син беше мали, кога он збеснуваше против некои мои решенија што сум ги донел. Јас можев да кажем, ајде ќе нема веза, ќе ти помине, или можев да станам цврстен на тоа што сум го решил. Крив прав, ќе заставам на тоа цврсто, ако треба ќе се извинам после. Ама нека знае дека има дисциплинска мерка. А не ќе те казнам, па ќе те пуштам, ќе те казнам, па ќе те пуштам. И после ништо не правиме. Значи, зошто е важно? Бидејќи кога човекот сме го тргнале на страна, кога сме му рекли, оди, реши си го тоа, тој има избор, да се покаја, да престане да греши, да се врати, или да си продолжи по својот греф и се повеќе и повеќе се оддалечува од нас. И кога се оддалечува од нас, ние не сме му криви. Црквата нема крива. Тоа е негов собствен избор. А ние не можеме да не укажеме на греф повторно, заради тоа што рековме на почетокот. Дисциплината е да го врати човекот во заедништво со Бог и со црквата, а не да го избрка од тука и понатаму. Сега. Нема да зборуваме на кој начин што се прави, ама формативната дисциплина е првото нешто кое сакаме да го направиме. Тоа значи дека црквата ќе зборува каков треба да биде животот на верникот. Ние како црква мора да најдеме начин и на богослужбите, и кога имаме молитвен час, и ако имаме предавање, да зборуваме за тоа како човекот треба да го живее христијанскиот живот. Што бара Господ од мене и од тебе? Да се учиме од Библијата. И кога ќе се научиме, таа формативна дисциплина ќе ни помогне да не навлеземе во потешки, поголеми проблеми. Тоа е првата работа што мора да ја направиме. Понатаму, следното нешто е таа дисциплина што треба да ја спроведеме, за која Матеј многу го опишува и само набрзо и кратко ќе го поминеме. Ако сгреши против тебе братот твој, оди и искарај го насам. Ако те послуша, си го придобил брата си.
Ако ли не те послуша, поведи со себе уште еден или двајца, па со устата на двајца или тројца сведоци нека се потврди секој збор. Ако ли пак не ги послуша и нив, кажи и на црквата. Па ако и црквата не ја послуша, нека ти биде тој како незнабожец и како цариник. Вика. И тие се генерални чекори за дисциплината. Ако јас имам проблем со некој, гледам дека некој сгрешил, ама сгрешил во тоа што, ево, направил белја некоја тука и не ја пријави. Моја е да отидам да разговарам со него. Начинот на кој ќе одговори ќе ми каже што дух има внатре. Дали ќе ама чекај, не сум јас ваму таму трето пето или ќе опис извини, прости, сгрешив. Ако извини, прости, сгрешив, до тука ќе остане. Ако нешто сме направиле беле, гледаме да ја поправиме и завршуваме тука. Меѓутоа, ако нема кајање, вика оди со двајца, тројца други. Седни, разговарај. Дај да те чујам. Што е проблемот? Можда јас погрешно сум сватил. Ај слушајте и вие двајца. Да видиме дали вака се случи се. Ако и тогаш гледате дека има проблем, а тој човек вика не се кае, едноставно, вели изнесете пред цела црква. Некои викаат пред сите старешини, некои викаат пред цела црква вака како што сме сега собрани. Како ќе биде, ние ќе си решиме. Ама поентата е веќе нема да биде таен греф. Веќе нема да биде нешто кое можело да се реши пред време. Ова е третата фаза и тука веќе е ако некој не се согласува со авторитетот на Библијата. Мораме да спроведеме дисциплина, бидејќи гревот е смртоносен. Гревот ги влече сите околу него надолу. Знаете зошто? Затоа што можеме со тој грев да соблазиме да наведеме на грев друг човек, кој доаѓа во црква, не е уште спасен, не е уште верник можеби и гледа како се однесува другите, па вика што е проблемот, јас да се однесувам така, значи ништо не мора да сменам и пак ќе бидам дел од црква. Не смееме така да го поставиме. Гревот е смртоносен. Интересно е дека во Откровението Никола зборуваше за тоа, не ќе јас да повторам, ама има многу интересен текст там во Откровение 2:20 до 23. Пак ќе речем, видете ја пораката на интернет, прослушајте си уште еднаш. Ама малку сум лут на тебе зашто позволуваш жената Језавела, нели, имаме една метафора, која себе си се нарекува пророчица да ги учи и мами слугите мои да блудствуваат и да јадат идолски жртви. Со други зборови, имаш човек во црквата кој ги тера сите други да грешат заради него. Ги влече во грев. А и дадо време да се покае за блудството своје, но таа не се покае. Ете, не ја фрлам на постел, а оние што блудствуваа со неа во маки големи. Со други зборови, ако ние гледаме што прави другиот, греши, не поправаме, ќе си ја добиеме казната, бидејќи сме ќутеле. Соучесник од страна. И чедата нејзини ќе ги пораздам со смрт и сите цркви ќе узнаат дека јас сум оној кој ги испитува срцата и бубрезите и секому од вас ќе му дадам според што? Според делата негови. Ова е страшно. Да знам дека некој греши и него поправам, вика Господ ќе ти платам по тоа дело. Мене ме фаќа страф. Ова не значи да тргнем и додам по секој маните да му ги барам. Не ме разбирајте погрешно. Не ова јас сум свет, вие сте грешни, са маните ќе ви ги најдам. Не, ама кога гледате, повторно зборуваме, кога гледате дека има животен стил кој не се согласува со Библијата, не можеме да го проголтаме и да го прескокнеме. Вистинската дисциплина повторно е чин на љубов, не е омраза. И целата цел за таа дисциплинира е да го спречи Божиот суд врз децата негови. Вика, подобро, знаете што вика? Господ, кој ќе рече некој, сум го кажал, Господ да ми суди. Јас не ќем Господ да ми суди, порно сите вие да ми судите отколку да застанам пред Божиот суд. Таму не можам да се оправдам. А овде можам да кажем, извини, простете, одиме понатаму. И да го мислам до душа, од внатре. Најголемата пречка за дисциплинирање во црквата, нашето, она со кое почнав, заедништво. Црквите кај нас во Македонија се релативно малечки. Бидејќи се релативно малечки, многу голема можност има да има роднини. Многу голема има може да има роднини, пријатели, блиски, вакви, такви, 5 и 6. Посебно ако сте со 20, со 30 луѓе. И тука е најголемиот проблем да се спроведе дисциплина. Заради тоа што имаш дома проблем и во црквата проблем. И ако го решиш проблемот во црквата, си го пренел дома. И обратно. Тоа е реалност. Ама, што може да направиме? Ако останеме и општеството си ќути и си трае, ни домот, ни семејството нема, нити црквата ќе преживеат. Знаете зашто? Затоа што гревот во другата страна ќе си ја донесе својата казна. А ќе ја пренесе дел и во самата повторно црква. Тоа ви е село. Тоа ви е град во околината. Знаете дека некој прави белја,
не го спречува да прави белја, ќе направи голема белја. Имавме пред години, сега да не спомнам датуми. Ке се сетите, може би вие постарите, кога немавме бензин, кога беше тешко да се купи, кога бевме затворени од Грција. Имаше еден паркинг таму кај нас во аеродром, кај што децата се игра, не знам дали сте го правеле тоа како деца, сум го правил, мора да признам. Кибрид, знаете се на шпирче, кога ќе го запали целиот, бум, ќе направи, ќе буфне и такви работи, се игра деца со кибрид. Недно дете родителите не го спречеа да се игра со кибрид подолго и запали цела кола. А тоа што го фрли кибридот под колата, таа пусто полн резервар. Човекот чува гориво. Кола што не работи, скапаница. Ама било полна гориво. Стане хаос. Нашето заедништво, а некој да кажела, гледај што ти прави детето, е спречил поголема белја. Нашето заедништво знае да биде пречка на нашето дисциплинирање. Има една друга промена од минатото до сега, од нас до јас. Само малку, може би, не излегувам од темата, за неколку минути и завршим. Поентата е дека до сега гледавме што ќе биде најдоброто добро, најголемото добро за сите. За мене, за вас, за цела црква. Знаете колку луѓе сум сретнал во црква што доаѓаат што викаат што има тука за мене? За мене. Ако јас немам кјар тука, што има да доаѓа? Ќе отидам во другата црква, ќе прашам што има таму кјар за мене. Имате луѓе кои доаѓаат во црква и чекаат некој да им го оправда гревот, да каже во право си, така треба. Гледаш дека нечи. Таму кај што ќе најдат да му кажат во право си кога не, ќе седне. Наместо да размислува каква е ползата за нас од оваа ситуација, денеска размислува многу која е ползата за мене во оваа ситуација тука. И тој индивидуализам испречува луѓето некој пати да дојдат во црква за Бог, туку доаѓаат заради себе. Док ќе дојдат заради себе и вие ќе укажете дека со себе го носат гревот, ти вика кој си ти да ме судиш? И па се враќаме на тоа зошто ние судиме. Дали судиме или дисциплинираме за да го вратиме човекот во заедништво со Господа. И повторно ова неколку пати го повторив, а многу важно е, барем за мене тоа. Во Јован, ај прво да видам нешто друго за дисциплината. Во Битие 1 и 2, троединиот Бог го создаде човекот да има општање со него и еден со друг. Понатаму во Битие 3, падот, гледаме, донесе раздор во односите. Ни Адам, ни Ева не признаа дека самите се виновни за гревот. Стално им беше трет човек виновен. Во Битие 4, заради тоа што не го решија тој проблем, јас сум крив, во Битие 4 веќе имаме убиство. Една од причините беше тоа. Во Битие 12 пак веќе гледаме Божјата интервенција. Авраам. Бог вика преку него ќе дојде некој за да го реши вашиот проблем. И затоа кога доаѓаат во Евангелијата, Исус остава на верните црква. Бог даде семејство на почетокот, Христос даде црква. Две институции кои ги создал Бог. Црквата, како институција, мора да биде иста како семејство во крајна сметка. Како што во семејство мора да кажем извини, прости, се каам, нема да го направам тоа, во црквата мора да го има истото. Таа дисциплина мора да се врати и тука, и таму. Важно е. Дисциплината ни е важна, бидејќи Бог не сака ни еден од нас да живее сам. Затоа ни дал црква, ни дал заедништво во кое може да се поправаме едни други. Во Јован, знаете, 15:13 вика, никој нема поголема љубов од оваа да ја положи душата своја за своите пријатели. Абе, душа ќе те боли кога ќе му кажеш на некој за грев. Не го правиш што ти сакаш, го правиш што ти мораш. Го правам затоа што ме интересира личноста таа страна. Ако сака да се покае, да се врати назад, ќе биде супер. Ако не го направи тоа, имаме проблем. Во Дела 2 глава 42 до 47, црквата е општество. Заедничко општество во кое Бог спроведуваше дисциплина. Ананија и Сафира, да не ги спомнам сега. Уште од самиот почеток. Јас сум уверен дека ако кажа прости ни, ќе ти прости. Оди и не прави веќе така. Он рекол, останаја на гревот до крај. Сегде, каде што има заедница на луѓе, мора да има правила на однесување, мора да има превентива, мора да има и корективна дисциплина. Ако сакаме да исполниме Божјата волја. Ако не сакаме да исполниме Божјата волја, оставаме гревот да расте и да не убие на крајот.